Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во СГГУ ГС Здравко Цветковски од Скопје. Во техничкото образование по предметот техничка механика за градежен и архитектонски техничар, за денес имаме вежбање на задачи од статички момент на сила. Но да се потсетиме што беше статички момент на сила. Статички момент на силата представува производ на интензитетот на силата F и незиното најкратко, односно нормално растојание А малечко до наблюдуваната точка, моментна точка. Односно М големо, тоа е статичкиот момент на сила, е еднакво на F пати А. Статичкиот момент на резултантата на две или повеќе сили во однос на иста моментна точка која лежи на рамнината на силите е еднаков на алгебарскиот збир на моментите на тие сили. Ова е моментното правило или Вариньонова теорема. Од тука произлегуваат трите аналитички услови за рамнотежа, кои што се сума x да биде еднакво на 0, сума y да биде еднакво на 0, x е хоризонталната оска, апцисата, y е вертикалната оска, ординатата, и сума на моментите, значи статичките моменти на силите, збирот нивни да биде еднаков на 0, тогаш имаме рамнотежа. Пример 1. Со примена на моментното правило да се определат силите S1 и S2 во стаповите AC и BC. Ако е дадена силата F 50 kN, резултатот да се провери по метод на проекции. Значи, на следниот цртеж е прикажана еден конструктивен елемент како настрешница, каде што во точката AC делува стапот S1, односно силата во стапот, а BC S2. Вертикално е нанесена силата F со својата големина, правец и насока. Растојанието вертикално изнесува 4,1 метар, хоризонталното 2,6 метри. Геометриските карактеристики. Решението, значи, би било: ние фиктивно ги сечеме стаповите AC и BC. За да точката C биде во рамнотежа, само во случајот кога силите F, S1 и S2 даваат затворен полигон. И тоа ќе го видиме на следниот цртеж. Значи, прво почнуваме со примена на моментното правило. Поцртаме цртежот и ги сечеме фиктивно стаповите и силите им даваме соодветни насоки. Значи, насоката на S1 е на притисок, додека S2 на затегнување. Разгледуваме јазелот C. Поставуваме сума моменти во точката А да биде еднакво на 0. Што беа нападни моменти? Сила пати нормално растојание. Во точката А действуваат трите сили, но силата S7, бидејќи директно действува во точката, да се потсетиме, нема да произлезе нападен момент, бидејќи нема нормално растојание. Почнуваме со силата F. Силата F околу точката А врти во насока на часовникот, стрелката на часовникот, и таа ќе биде плюс. Нормалното растојание изнесува 2,6 метри. Така да ќе пишеме F пати 2,6. Понатаму, рековме дека S1 нападен момент ќе биде 0. Продолжуваме со силата S2. Гледаме стрелката која што делува во точката C. Стрелката делува обратно околу точката, нападната точка А, обратно на стрелката на часовникот, затоа пишуваме минус. S2, нормалното растојание од S2 до точката изнесува 4,1. Пати 4,1 еднакво на 0, тоа е условот за рамнотежа.
Од тука добиваме дека S2 е 31,707 килонјутни. Поставуваме и уште еден услов за рамнотежа, сума на моменти МБ да биде еднакво на 0 во точката Б. Исто така, во точката Б дејствуваат сите три сили, но силата S2 директно дејствува во Б и нема да предизвика нападен момент, односно нападниот момент ќе биде 0, бидејќи нема нормално растојание. Нормалното растојание е 0. И пак почнуваме од силата F. Околу точката Б силата F врти во правец на часовникот и затоа ќе пишеме плюс F. Нормалното растојание од Б до силата F изнесува 2,6. F пати 2,6 минус S1 дејствува, ја гледаме стрелката која што дејствува во C во спротивно од стрелката на часовникот, затоа пишуваме минус S1. А нормалното растојание од точката Б до S1 представува H малечко. Пишуваме S1 пати H еднакво на 0. И сега, H ни е непознато и ние може да го добиеме од триаголникот ABC. Тангенсот на аголот алфа е спротивна врз прилегната. Спротивната е 2,6, прилегната 4,1. Добиваме дека аголот е аркус тангенс, односно инверс од тангенс, 32 степени, 22 минути и 50 секунди. Понатаму триаголникот кој што го заклопува H, односно А, Б и Д точката, синусот на аголот алфа ќе биде спротивна врз хипотенуза. Спротивната е H, хипотенузата е 4,1. H добиваме дека е 2,1957. Откако ќе замениме во формулата за H, добиваме дека S1 е 59,206 килонјутни. Ова е моментното правило. Сега контролата ја правиме по метод на проекции. Цртаме еден координатен систем X и Y и ги нанесуваме соодветно F, S1 и S2. Под агол S1 е под агол алфа. И сега воспоставуваме систем на рамнотежа, односно услов за рамнотежа. Сума Y еднакво на 0 и сума X да е еднакво на 0. Од условот за рамнотежа сума Y е еднакво на 0, сите вертикални сили кои дејствуваат на Декартовиот систем, односно во таа точка, да бидат еднакви на 0, имаме две вертикални сили. S2 е хоризонтална. Почнуваме со F, бидејќи надолу дејствува минус F, усвојуваме дека надолу е минус, нагоре плюс, а S1 Y компонентата е S1 пати косинус од алфа. Значи минус F плюс S1 пати косинус од алфа е еднакво на 0. Добиваме дека S1 е 59,206 килонјутни. Од аналитичкиот услов за рамнотежа сума X да е еднакво на 0, сите хоризонтални сили да бидат еднакви на 0, добиваме исто така дека имаме две хоризонтални сили. Компонентата на S1, косата сила, значи таа коса сила се разложува на една вертикална и хоризонтална, и S2. S2, бидејќи на лево дејствува, таа е со знакот минус S2 плюс S1 пати синус алфа. S1x е еднакво на S1 пати синус алфа, еднакво на 0. Од тука добиваме дека S2 е 31,707 килонјутни и гледаме дека по двата методи истите резултати ги добиваме. Понатаму имаме втора задача. Со примена на моментното правило да се определат големините и насоките на силите FA и FB, така што дадениот систем на паралелни сили да биде во рамнотежа. Ако F1 е минус 63 килонјутни, F2 е 90 килонјутни, 91 килонјутен, F3 е 58 килонјутни, F4 минус 72 килонјутни. F1 нарековме дека ако е стрелката нагоре е со минус, надолу е со плюс. F1 со минус ја нанесуваме со минус и на определени растојанија. А според цртежот имаме
точки А, кај што делува нападни точки А, кај што делува силата FA и нападна точка Б, кај што делува силата FB. Воспоставуваме аналитички услов за рамнотежа сума на моменти во А да е еднакво на 0. Значи, ако действува силата F1 околу точката А, значи врти во смерот на часовникот и таа е плюс. Значи плюс F1 пишуваме, пати растојанието нормално е 1, пати 1. Понатаму, одиме, бидејќи FA делува во силата А, не предизвикува нападен момент, наредна сила ни е F2. Исто така, врти во смерот на часовникот е плюс, пишуваме плюс F2, пати нормалното растојание до FA до А 1,2. Понатаму третата сила, F3, исто така делува во смерот на часовникот. Пишуваме плюс F3, растојанието од F3 до точката А, нормалното е 2,0. Понатаму имаме FB силата, која што исто така врти во смерот на часовникот, плюс, пишуваме FB, нормалното растојание до точката А е 3,5. И четвртата сила, F4, врти во однос на точката А во минус, значи обратно од смерот на часовникот, и пишуваме минус F4, растојанието нормално до точката А изнесува 4,5. И за да биде рамнотежата, пишуваме еднакво на 0. Откако ќе ги замениме вредностите на силите и ќе ја најдеме FB изнесува 10,228 килонјутни. Исто така воспоставуваме уште еден услов за рамнотежа, сума на моменти во точката Б да биде еднакво на 0. Во точката Б, околу неа, F1 врти во смер на часовникот, затоа пишуваме плюс F1, додека нормалното растојание изнесува 4,5. Па пишуваме F1 пати 4,5. Наредната сила е FA, таа врти околу точката Б во обратен смер од часовникот, затоа пишуваме минус FA, а нормалното растојание до точката Б изнесува 3,5 метри, затоа пишуваме FA по 3,5. Исто така силата F2 врти обратно во смерот на часовникот, пишуваме минус F2, пати нормалното растојание е 2,3. Наредната сила F3 врти обратно од смерот на часовникот, пишуваме минус F3, пати растојанието е 1,5. И последната сила F4 врти обратно од смерот на часовникот околу точката Б, пишуваме минус F4, растојанието нормално е 1. И за да биде рамнотежа, пишуваме еднакво на 0. На тој начин ја добивме силата FA да е еднаква на минус 24,228 килонјутни. За наредниот час имаме задачи за вежбање. Прва задача, со примена на моментното правило да се определат силите S1 и S2 во стаповите, ако е дадена силата F 35 килонјутни според следниот цртеж. Резултатот да се провери по метод на проекција. Решението е дадено, да си проверите дали ви е точно. И втора задача, со примена на моментното правило да се определат големините насоките на силите FA и FB, така што дадениот систем да биде во рамнотежа. Дадени се силите F1, F2, F3, F4 и решенијата за да може да си проверите на соодветните растојанија, да се нацрта цртежот и да се реши. Пријатна работа, се надевам дека ќе ви биде и довидување и до слушање до наредниот час. Ви благодарам на внимание.